Предизборната кампања за локалните избори не е ни почната, ама адреналинот во општините е на се повисоко ниво. Потребата од лекарски надзор е иманентна, бидејќи опасноста од хормонално пораметување е влезена во ризична фаза. Јас сум во обсесија, не знам што ви е. Не знам што ви е вам, колега. Имате здравствени проблеми. Вие сте обседнати со мене. Да сте живи и здрави. Потребата нормално да се помине низ периодот оптоварен со низа сериозни проблеми, навистина е тешка и комплицирана, бидејќи чувството е дека сите некако газат по работ. Па вознемиреност предизвикува дури и само еден збор. Со само спомнување на зборот беснило, вознемиреноста кај луѓето е повеќе од поголема. Екзактна форма за утврдување мерна единица за нешто што е повеќе од големо би била огромно, како што е новиот објект што се планира да се гради во центарот на Скопје. А кога таа би се компарирала со нивото на беснило, се претпоставува дека би требало да се споредува со тотално лудило, но според експертите, контролирано. Земјиште кое што се уште е во процес на денационализација е продадено од страна на државата, зашто законот вика да, може 30% ако имате ваше, 70% можете да го окрупнете, значи законска корупција врв. До врвот, може би се уште не е стасано, но дното и тоа како се допира. Впечатокот е неподелен со оглед дека на сите страни, какви што и се сведоштвата, секој се обидува, најчесто без многу успех, да влегува по некаква битка. Работата е многу лоша. Секаде војна водиме тука со ајдуци. За да не се соочуваат со таква ситуација, не помалку храбрите, туку само желните за долгорочно решение, одбиваат да се вклучат на фронтот и наместо во првите редови, прават некоја своја, друга колона. Повеќе од моите рода се по странство, пошто тука нема живот. И на крајот, за оние кои не можат да побегнат ниту од себе, ама се свесни дека општеството, наместо да ги потпре, упорно им го врти грбот. Да речеме, за мене, да не се предимenzionирам, јас сум носител на високо енергетско поле, значи духовна енергија и високи интелектуални потенцијали. Имам супер интелигенција. Јас сум комбинација на Никола Тесла и Алберт Ајнштајн. Значи не е праведно владата и институциите на систем да имат дискриминаторски однос према мене. Не е потребен толку висок IQ за да се свати што се случува. Па затоа попаметно е да се престане и тоа не само со персоналната, туку со општата државна дискриминација на интелигенцијата. Отисјаличката која се смета за изум на современикот на Тесла е толку зажарена, што ќе прегори.